Централни вести. Добар ден и ви благодарам што сте на Канал 5. Ова се насловите. Доживотни казни затвор за Палевски, Манев, Видевски, Кешишев. На свиреп начин сумисно го лишиле од живот малолетното лице, оштетеното дете Вања Ѓорчевска. Таткото на Вања ослободен. Одбраната и обвинителството најавија жалби. Сојузниците на НАТО се согласија за зголемување на одбранбените трошоци на 5%. This is a significant commitment in response to significant threats to our security. Наместо состанок, протоколарна средба Силјановска-Желјасков на НАТО самитот. Зошто не се одржува средба која што проба да организира кој што доколку имате информација сега? Не би можела да кажем. Сега јас не знам, не можам да се мешам во бугарската политика. Канал 5 во ХАК. Бура реакции во Бугарија по гласањето на извештајот во Европскиот парламент. Всички македонци се българи, говорат на български език, Македонија е втората българска држава. Толкова ли е трудно това нешто да се повтаря од сутрин до вечер в Европейскиот парламент, в Европейскиот съюз? Исходот за Мицкоски не бил победа, туку разочарување. Вие видовте, виде Европа, колку некои политичари се лицемерни. Од Кочани, судењето за трагедијата во Пулс, префрлено во кривичниот суд во Скопје. Родителите имаат право да бараат одговори од институциите, вели Тошковски. Институциите се должни да дадат одговори на сите прашања. Доживотна казна затвор им беше изречена на обвинетите Љупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев за убиството на Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски. Таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, кој се товареше дека давал информации за движењето на неговата ќерка, е ослободен од обвинение. Ова е исходот од 9-месечното судење за убиствата. Деталите од Михајло Видимлиски. Од секој обвинет поединечно, и тоа обвинетиот Велибор Манев, обвинетиот Боре Видевски, обвинетиот Владко Кешишев и обвинетиот Љупчо Палевски ги осудува на единствена казна до животен затвор. Година и пол по трагичните убиства на 14-годишната Вања Ѓорчевска и 74-годишниот велешанец Панче Жежовски, судот одлучи. Четворица од 5 обвинети добија до животни казни затвор. Дополнително добија и по 10 години затвор за грабнувањето на Вања, а грабнувањето на Панче, како што образложи судијата Ивица Стефановски, обвинителството не успеало да го докаже. Со намера некој друг член на незиното потесно семејство да го присила да стори нешто, да даде парични средства на обвинетите за откуп на детето. По претходно смислен план и детални инструкции од обвинетиот Љупчо Палевски, на свиреп начин сумисла го лишиле од живот малолетното лице, оштетеното дете Вања Ѓорчевска, на начин што, изложувајќи ја на тешко психичко страдање со силен интензитет, во врзана состојба и онеспособена за отпор, и било предочено дека ќе биде убиена. Александар Ѓорчевски, таткото на Вања, кој беше обвинет дека во комуникација со прво обвинетиот Палевски открил кога Вања ќе излегува од дома сама, е ослободен од обвинението, бидејќи според судот обвинителството не успеало да ја докаже вината кај него. Обвинетиот Александар Ѓорчевски се ослободува од обвинение согласно член 403.3 од ЗКП, дека обвинетиот Александар Ѓорчевски сумислен помогнал на обвинетите Љупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев, кои на 27.11.2023 година по претходен договор заедно извршиле грабнување на малолетното лице, оштетеното дете Вања Ѓорчевска. Ослободувањето од обвинението за Александар Ѓорчевски според неговата одбрана е законита, но празна одлука. Обвинителството пак најави жалба. Зошто по секоја цена се инсистираше да Александар биде дел од оваа постапка, иако од првиот момент се знаеше дека за него нема ниту еден доказ. Дали со инволвирањето на Александар во оваа постапка е свесно направен дефокус од она што требало да биде предмет на истрага. Неспорен факт кој што стои на страна на овој обвинет е дека единствено родителите на детето знаеле дека детето по исклучок критичниот ден ќе оди само на училиште. Двајца обвинети дадоа искази дека овој факт тие го дознале од таткото, не од никој друг, од таткото, од обвинетиот Александар Ѓорчевски преку Палевски.
На пресудата ќе се жалат и другите обвинети, додека оценка на јавното обвинителство е дека денешните доживотни пресуди се доказ дека сторителите на свирепи убиства нема да останат неоткриени. Не се ценети нити еден доказ на одбраната, иако беа доста и во нашите завршни зборови, дека судот по моје мислење нема направена оценка нити на сите докази, посебно нити на сите заедно. Знам дека не постои ниту еден доказ со кој што обвинението го темели своето обвинение, а од денес и судот не својата пресуда. Судот не поклони доволно верба на исказот на Кешишев во делот на дека истиот действувал по страф и по наредби на обвинетиот Палевски. Изречените доживотни казни затвор за обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Љупчо Палевски се доказ дека ниту еден сторител не може да остане неоткриен во сторување на вакви грозоморни кривични дела. Пресудата за случајот кој ја потресе земјава, изречена по 9 месеци судење и одржани околу 40 рочишта. Посебна истрага пред неколку ден, обвинителството отвори по завршниот збор на Велибор Манев, во кој го посочи лицето, кое наводно поварање на Љупчо Палевски требало да се ослободи од ранецот, во кој се наоѓал пиштолот со кој биле извршени убиствата. Лидерите на НАТО самитот во Хаг се обврзаа дека членките на Алијансата ќе трошат 5% од својот БДП секоја година за одбрана и безбедност до 2035 година, за да ги исполнат индивидуалните и колективните обврски. Екипата на Канал 5 е се уште во Хаг. Александар Видиновски го имаме во живо, заедно со снимателот Александар Марковски. Александар, да чуеме кои се најбитните моменти, кои се клучните пораки од овој за многумина историски самит на НАТО. Главната порака овдека од Хаг е дека по многу години НАТО конечно се обедини. Сите земји членки едногласно се согласија да одвојуваат по 5% за одбраната до 2035 година, а практично е нешто што пред неколку години беше просто незамисливо и токму затоа бидејќи имаше разногласие во тоа која земја колку сака да троши за одбраната, најверојатно по иницијатива на американскиот претседател Трамп, ова беше главната, можеби ќе кажеме единствена важна тема на овогодишниот самит на НАТО и помена изворедно кога станува збор за тоа што сакаше да се добие, односно сите земји, што ќе повторам, се согласија да трошат по 5% од својот БДП за одбраната, тука секако е и Македонија. На пресконференцијата кога што беше веднаш по завршување на официјалниот дел од самитот, Руте, генералниот секретар, кажа дека ова е историски самит на НАТО, дека конечно се случи тоа што никој не веруваше пред неколку месеци дека е можно. Изјави имаше и Доналд Трамп, американскиот претседател, кој секако со заслугите како се дојде до овој консензус, се ги припиша сам на себе, кажа дека тоа е по негова иницијатива, што можеби не е многу далеку од вистината. Тука ги гледам овие изјави. These decisions will have a profound impact on our ability to do what NATO was founded to do, deter and defend. And the key decision in that regard is to adopt the The Hague Defence Investment Plan. With this plan, allies have agreed to invest 5% of GDP in defence. This is a significant commitment in response to significant threats to our security. It includes at least 3.5% of GDP invested in core defence requirements, a benchmark that until today was set at 2%. In a very historic milestone this week, the NATO allies committed to dramatically increase their defense spending to that 5% of GDP, something that no one really thought possible. And they said, "You did it, sir, you did it." Well, I don't know if I did it, but I think I did. This will be known as the Hague Defense Commitment, which is pretty good, pretty appropriate. When the allies reach this number, it will add more than $1 trillion a year. Think of that, $1 trillion per year to our common defense.
Тоа што е важно е дека сега земјите членки на НАТО практично се обврзаат да издвојуваат многу повеќе пари за својата одбрана, зошто тоа е најпотребно, кажа Рути уште во текот на вчерашниот ден, кој што кажа дека или ќе почнеме како НАТО да трошиме повеќе пари за одбрана, тука пред се мислејќи на европските земји, бидејќи Германија па и Полска веќе го имаат ова ниво кое што сега се бара, рече дека или тоа ќе го направиме сега или ќе треба да почнеме да учиме руски, или се пошегува ќе треба сите да се преселиме во Нов Зеланд. Кажа дека е крајно време по студената војна Европа конечно да застане на нозе и да троши многу повеќе пари за оружје. Кажа дека тоа ќе има бенефити не само за безбедноста на стариот континент и генерално на НАТО, тука и за економијата. Знаеме дека војната индустрија е многу моќна, тука се вртат многу пари и дека ќе треба повторно да се активира и да се трошат многу повеќе пари. Важно да се каже дека македонска делегација беше овдека во Хаг, не е само самитот на НАТО, туку сите очекувавме да се случи или се надевавме дека можеби ќе се случи и средбата на претседателката Селјановска со бугарскиот премиер, меѓутоа до тоа сепак не дојде, не знаеше и таа зошто точно не се случи оваа средба. Меѓутоа интересно беше, ајде да речеме, можеби од телевизиски аспект да се видат денеска фотографиите на нашата делегација, на Тимчо Муцуски, на Мисајловски, на претседателката, како се ракуваат и имаат кратка конверзација со американскиот претседател Доналд Трамп. Околу 13 часот претседателката имаше изјава за медиумите, предлагам да ги погледнеме поентите. Рековте дека бугарскиот премиер имате впечаток дека е човек кој што сака да комуницира. Сега, која е точната причина зошто не се одржува средба која што проба да организира Кошта, доколку имате информација сега? Не би можела да кажам. Веројатно е фактичката ситуација, бидејќи наместо господинот Радев, мојот хомолог, дојде премиерот овде. Сега јас не знам, не можам да се мешам во бугарската политика, можеби тие немаат методологија, еднаш председателот, еднаш премиерот, владата, заради тоа што се работи за поделена надлежност, ако може така да кажам, туку дојде премиерот. Иначе јас и во Тирана пријателски си разговарав со господинот Радев. Што си кажавте со господинот Трамп? Што си кажавме со господинот Трамп? Да, тој морам да кажам дека беше со него беше господинот Диџеј Венс, така и тој го поздава нашиот министер за надворешни работи. Накрај сакам да резимирам две клучни поенти од овој денешниот самит на НАТО овдека во Хаг. Прво, ќе повторам, НАТО се обедини после многу години разногласија, се договорија во наредната декада да го зголемат трошењето за одбраната на 10% од БДП. И второ, што е важно за нас, е тоа што не се оствари можната средба или тоа што беше индиректно најавување под организација на Европската унија помеѓу македонска и бугарска делегација, сега го да се разговара за проблемите кои што ги имаат двете земји. Тоа најверојатно ќе се случи во некое друго време и други околности. Тоа е практично со ова јавување во централните вести од Шевенинген е последното на Канал 5 овдека од самитот во НАТО. Со колегата Александар Марковски изминатиот 2 дена пробавме да ги пренесеме сите информации, се надевам успешно, како и да е, тоа се главните поенти што се случија овдека во Хаг. Александар, ви благодарам. Министерот за здравство Алију секој петок на онлайн средби со граѓаните најави дека закажувањето ќе се вршело преку посебна веб страница. Може на таа платформа да се пријават со име и презиме, телефонски број и краток опис. Работниот однос на полициските службеници кои беа опфатени со истрагата за пожарот во клубот Пулс во Кочани е во мирување, откри министерот за внатрешни Панче Тошковски. Барањата на родителите на починатите во пожарот за одговорност пак вели дека се легитимни и тие според него имаат право да бараат одговори од институциите. Повеќе од Здравко Димитров. Замрзнат е работниот однос на полицајците кои беа опфатени во истрагата во Кочани, порача министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на денешната посета на Комисијата за заштита од дискриминација. Тошковски кажа дека обвинителството ја води постапката, но сепак полицајците ќе бидат надвор од вршење на должноста. Јавното обвинителство е оној орган кој што е надлежен да постапува во овој дел од истрагата. Истрагата во делот на
полициските службеници кои што се спроведува од страна на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал се уште не е завршена. Во рамки на нивното функционирање во Министерството за внатрешни работи, ако ме прашувате во тој дел, нивниот статус е замрзнат, односно они во рамки на овој временски период ќе бидат оддалечени од вршење на функција во рамки на тековното функционирање на Министерството. Запрашан за тоа како ги коментира родителите кои обвинуваат дека постапката не се спроведува соодветно, Тошковски рече дека Министерството за внатрешни работи знае да постапува професионално и својата задача досега ја има извршено како што требало да биде. Родителите, ова го имам кажано многу пати, само ќе го повторам, имаат право да бараат одговори од институциите. Институциите се должни да дадат одговори на сите прашања. Сметам дека она кое што требаше да биде сторено од Министерството за внатрешни работи како институција е сторено во рамки на целокупниот овој изменет временски период. Министерството за внатрешни работи знае да постапува професионално и никогаш нема да дозволи оној за кој што има докази, за оној кој што има основи на сомнение доведени на одредено ниво, да не процесуира постапка. Инаку Тошковски денеска најави дека на 5 јули се очекува официјално да биде пуштен во употреба системот One Stop Shop на границата со Србија. Во моментот системот во функција е само на границата со Косово, а Албанија е следната земја со која ќе биде воведен истиот систем. Советот за казнени дела при Врховниот суд на Македонија донесе одлука со која што Основниот кривичен суд Скопје е определен како стварно и месно надлежен за водење на судскиот процес поврзан со трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани. Советот за казниви дела при Врховниот суд донесе решение со кое за стварно и месно надлежен суд за постапување по предметот на Основниот суд Кочани, оформен во врска со пожарот кој што се случи на 16 март 2025 во дискотеката Пулс, го определи Основниот кривичен суд Скопје, стои во соопштението на Врховен. Согласно обвинителниот акт, на 34 физички и 3 правни лица обвинети за пожарот во дискотеката Пулс им се ставаат на товар тешки дела против општата сигурност. Министерот за здравство Азир Алиу најавува дека секој петок ќе има средби со граѓани, а закажувањето ќе се вршело преку веб страница на Министерството за здравство. Во однос на негодувањата на дел од лекарите да паркираат кај Лимак, Алиу тврди дека имало и такви кои му изразувале благодарност бидејќи им ги гребеле новите автомобили. Сања Трајковска Ставров. Секој петок мој термин со министерот. Граѓаните ќе можат лично да разговараат со мене без да бараат врски и пријатели. Само ќе треба да закажат термин на веб страницата на Министерството за здравство на опцијата Отворен кабинет, кажа министерот Азир Алиу. Термин за со министерот може да се резервира со внесување на име и презиме, телефонски број и тема на разговор на првата страница и секој ќе може да добие 15 минути од времето на првиот човек на здравството. Од наредната недела, секој петок ќе имаме отворен кабинет, кој што можноста за да најдеме 15 минути за секој граѓанин е отворена сега веќе и може на таа платформа да се пријават со име и презиме, телефонски број и краток опис. И од наредната недела од 10 до 15 часот секој граѓанин кој што има сетиран слот, временски слот е добре дојден. Во однос на негодувањата на дел од лекарите кои сега имаат опција да паркираат кај Лимак за 1200 денари месечно со цел да им го ослободат паркингот кај клинички на пациентите, министерот Алиу кажа дека имало и такви кои му биле благодарни за можноста, бидејќи кај клиниките им ги гребеле новите автомобили. Знаеме дека имаме неколку капацитети со компанијата Лимак веќе договорени. Тоа е слободно можат докторите да се јават, ќе биде first come first served сервис, ќе можат да се паркираат таму. Верувајте дека се јавуваат колеги доктори и велат не спасивте бидејќи скапи коли имаме и ги гледаме изгребани и оштетени надвора, бидејќи нема лифт, нема камери, не знаеме ни кој ни како и каде да се пријави.
Додека Алиу бара решение за сообраќајниот хаос, само еден од горливите проблеми на здравствениот систем, со паркингот на Клинички без никаков договор, веќе цели 2 години стопанисува градски паркинг. За ова Алиу најави разрешница и со досега собраните пари ќе бара од јавното предпријатие да го финансира конструирањето на смарт паркинг за Клинички, кој го нарече негов сон. Идејата му е преку апликација да влегувате во паркингот, а движењето на возилото да биде следено со камери и на крајот системот да ве однесе до местото на кое треба да застанете. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски во рамките на работната посета на Франција оствари средба со министерот за транспорт на Франција Филип Табаро, на која што двајцата разговарале за унапредување на меѓуземната соработка во делот на железницата, авиосообраќајот и автопатиштата. Во однос на коридорот 8, кој што е од стратешко значење за НАТО, зборувавме што можеме да направиме за да се доврши источниот дел од пругата, но исто така се развие западниот дел од пругата и секако да се поврземе и со Италија, и со Албанија, и со Бугарија, да ги поврземе Јонското и Јадранското море со Црното море. Во однос на коридорот 10, тоа е практично најзначајниот трговски коридор на Балканот и зборувавме за тоа што може да се направи, да се изгради брза пруга и на тој начин јужните пристаништа од Европа се спојат со средна и со централна Европа. Има големи искуства кои што ќе ги искористиме од Франција. Франција е лидер, особено во железничкиот сообраќај и ќе работиме многу заедно. Вчера имавме средба со 11 француски компании кои што се добре дојдени да инвестираат во Македонија. Et puis l'objet du rendez-vous, c'était de pouvoir travailler ensemble sur d'autres projets, notamment sur le secteur du ferroviaire, où là la France a des entreprises qui sont particulièrement à la pointe et nous souhaitons apporter à votre pays, si vous le souhaitez, une coopération qui est une coopération bien sûr économique, mais plus que tout une coopération amicale pour mettre en place des projets ensemble. Државата не се откажува од проектот Вардарска долина, уверува министерката за енергетика Сања Божиновска. Според неја станува збор за значаен проект, кој со изградба на 12 хидроцентрали ќе има голем бенефит за државата. Најави дека за кратко време ќе се знае како ќе се реализира проектот за хидроцентралата Чебрен, за која досега имаше 14 неуспешни тендери. Маја Стојановска. Проектот Вардарска долина, кој вклучува изградба на 12 хидроцентрали, нема да се откаже за сметка на изградба на брзата пруга на коридорот 10, вели министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска. Според неа станува збор за значаен проект кој носи бенефит за земјата, па неа исклучува и можноста по консултации со министерот за транспорт и експерти, трасата на пругата да биде промената. Не сме се откажале од ништо, разговараме со министерот за транспорт и тоа ќе видиме. Мислам дека само се работи на трасата. Значи, од ништо не си имаме откажано, што е за Македонија бенефит. Значи, можно ли брзата пруга да се качи горе? Можно е. Меѓутоа, тоа треба инженери, геолози, геодети да кажат. Со речиси 2 милиарди евра, брзата пруга владата ќе ја гради со пари од британскиот заем. Со заемот премиерот Мицкоски откри дека постои можност да се градат и хидроцентралите Чебрен и Галиште со инвестиција од над 1 милиарда евра. Божиновска вели дека работна група од Министерството за енергетика која работела изминатите месеци заклучила дека проектот треба да биде во државна сопственост. Сепак додава таа со оглед на тоа што станува збор за скап и долгогодишен проект, треба да се размисли за јавно-приватно партнерство со странски инвеститор. Најубаво да биде наш, македонски, се сложува, меѓутоа треба да се договориме на крај колку финансии се потребни веднаш, бидејќи тоа е проект што ќе трае 8 години да се гради, значи да видиме финансиски што значи за тоа за нас. Дали пола се плаќа одма, на колку години се плаќа и понатаму ќе видиме дали ќе биде 100% наш или евентуално би било јавно-приватно партнерство. Се надевам дека тоа негде за некој краток временски рок ќе знаеме дефинитивно. На пресконференцијата по повод 1 година од основањето на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, Божиновска меѓу другото до крајот на годината најави уште една акција за ваучери за инвертер клима уреди, како и поддршка од 60 милиони денари за ранливите потрошувачи.
банките да ги намалат надоместоците за извршување плаќања за граѓаните и компаниите. Побарал гувернерот на НБРМ Славески на средба со представници на Македонската банкарска асоциација. Нето приходите од надоместоци учествуваат со 18%, цели 18% во вкупните нето приходи на банките. Покрај приходите од камати на одобрените кредити, овие приходи придонесуваат за високата профитабилност на нашите банки. Доаѓаме со конкретни предлози и идеи за намалување на провизиите што ги плаќаат граѓаните и компаниите при користењето на платежните услуги. Целта е нивно поставување на ниво кој ќе биде одржливо за банките, но истовремено и фер и прифатливо за корисниците. Кога плаќањата ќе станат поевтини и подостапни, повеќе граѓани ќе се охрабрат да ги користат дигиталните канали, да отворат сметки и да извршуваат трансакции преку официјални механизми. Тоа пак ќе придонеси за намалување на сивата економија. Топлото време го зголеми бројот на граѓаните со стомачни вируси и труење од храна. Од Агенцијата за храна и ветеринарство по најавата од УХМР за температури над 40 степени. Упатија и апел до граѓаните да бидат внимателни со купувањето храна со оштетена амбалажа. Повеќе од Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Се зголемува бројот на граѓаните со стомачни инфекции на клиниката за инфективни болести. Чести се стомачните вирузи и индивидуалните труења со храна. За сега нема пријава за групни труења од храна, но очекуваме со зголемување на температурите и зголемен број на пациенти, објаснува директорот на инфективната клиника Фадил Цана. Имат симптоми гастроентеропатолошки симптоми, тогаш тие треба да се јават кај матичен лекар. Нормално, ако имат температура покачена, ако трајат симптомите на повраќање течни столици на повеќе од 2 дена, треба да се јават и да побарат помош од стручно медицинско лице. Од Агенцијата за храна и ветеринарство по најавата од УХМР за температури над 40 степени, со апел до граѓаните да бидат внимателни во купувањето на храна со оштетена амбалажа и производите од фрижидерите да ги купуваат на крај од пазарењето. Разладената храна треба да се чува на температура пониска од 5 целзиусови степени, а храната која треба да се сготви термички да се обработи на температура повисока од 60 степени целзиусови. Овошјето и зеленчукот пред консумација темелно да се измијат под млаз вода, месото, млекото и јајцата термички добро да се обработат. Домашните меленичиња и другите животни да се внимава да не дојдат во контакт со храна што се подготвува. Оддахава со апел граѓаните да внимаваат во какви угостителски објекти ќе конзумираат храна пред се во делот на хигиена и репутација. Во локалите за брза храна се препорачува да се одбегнуваат додатоците кои не стојат во ладилник, како мајонез, кетчап, крем салати и сосови. Исто така и сточарите да се внимателни во чувањето на добитокот, во делот на изнесувањето на сонце и вентилацијата во објектите. Министерството за економија и труд преку соопштение ги повика работодавачите во јавниот и во приватниот сектор да ги применуваат препораките за заштита на работниците во летниот период. Одложување работни активности во најтоплите часови од денот од 11 до 17 часот, особено за работници кои се изложени на директна топлина. Воспоставување можности за работа од далечина, флексибилно или двократно работно време, каде што е изводливо, обезбедување соодветни микроклиматски услови во работните простории, како и ослободување од работни обврски на бремените жени и лицата над 60 години. Ова се дел од мерките за кои што од Министерството побараат да се почитуваат од страна на работодавачите. Јана Јосифовска ве очекува во продолжение на Канал 5 со уште едно издание на дебатната Самовистина. Пријатна вечер со Канал 5.